Властите сериозно размислуваат новиот клинички центар да биде на местото на ГОП 8 септември. Според министерот за здравство, конечна одлука не е донесена, бидејќи се уште траат анализите на експертите, но локацијата и постоечкиот објект ги задоволувале потребите. Првиот пристап зошто 8 септември е бидејќи имаме веќе цврста градба која што ги задоволува сите услови кои што мора да ги задоволува една институција. Вториот момент е инфраструктурата, значи знаете дека се поврза со два булевара и така натаму. И третиот момент што е многу битен е слободен простор за градење на нова инфраструктура. Така да се нам дека и побрзо ќе дојдеме до клинички центар и поевтино во 8 септември, но тоа не е наше, да кажеме, крајно. Експертите ќе ни кажат со документ каде треба да се инвестира. Доколку новиот клинички центар биде на оваа локација, се планира на просторот помеѓу болницата и салата Борис Трајковски да се изградат нови објекти и истите со сегашната зграда да бидат поврзани со подземен премин под булеварот и Линденска. Алиу вели дека размислуваат каде би се дислоцирале ГОП 8 септември, која во моментот го покрива секундарното здравство, а се отвора и прашањето што ќе биде со трите факултети – медицински, стоматолошки и фармацевтски, кои се наоѓаат во комплексот Мајка Тереза. Значи, сите тие предизвици и секундарното здравство кој што е во моментот во 8 септември, ги анализираме, затоа трае, значи таа постапка на дефинирање кај ќе биде новиот клинички центар не е едноставна. И дефинитивно да, размислуваме и за секундарното здравство и услугите кои што ги нуди моментално 8 септември. Во последните 15 на години во јавноста се споменуваа повеќе локации за изградба на нов клинички. На местото на сегашниот комплекс, во 2017 беше подпишан и договор со италијанците, кои сега од државата бараат над 20 милиони евра одштета. Во опција беше и касарната Илинден, а предходната влада го фаворизираше проектот во Ѓорче Петров, но ниту една идеја не се реализираше. Александар Динев, Сител телевизија.